Додека ја читавме статијата од Акатисот, од првата статија, ми дојде помислата, зошто, браќа и сестри, Господ не му откри на Архангел Гаврил, уште многу години пред да се случи тој да треба да појде кај Пресвета Богородица, дека треба да ја каже радосната вест. Затоа што си седат сигурно ангелите, ајде така фигуративно да кажам, заедно со Господ и разговараат одредени теми. Ама оваа тема Господ не ја отвори никогаш, дури ни пред ангелот кој требаше да го изврши ова. Зашто? Ако го знаеше Архангелот Гаврил, голема веројатност дека ќе го знаеше и ѓаволот. А ѓаволот што ќе прави друго, освен да го попречи тоа што е најважно за нашето спасение. А тоа е воплотувањето на Господ. Затоа Господ ја чуваше оваа предвечна тајна, која само тој ја знаеше, дека еднаш ќе се случи. Чекаше да дојде погодната личност за тоа, Пресветата Богородица. И дури после тоа му откри на Архангелот Гаврил, а како и да му откри на сите ангели. Зашто и како денешот изборуваме ние луѓето, кога ќе научиме нешто, до пола може би го сме го научиле и цело нека е научено, ама го разгласуваме и по роднини, и по комши. Така исто и ангелите, архангелите ги разгласуваат одредени работи, особено радосните. Ама ова потресна вест, гледате, нејасна беше и за Архангелот Гаврил, како може да се случи. И кога Богородица го прашува како може да се случи, тој не знае. Како да крева рамена денеска човек кој не знае, затоа што не е познато до Пресвета Богородица да зачне некој во утробата без машка поход. Затоа ја почитуваме, ја славиме. Затоа што ја почитува и ја слави самиот Господ. Колкава е таа тајна која се скрива во оваа жена, ама ние ја исцрпуваме со тоа ако веруваме во нашиот Бог и Спасител кој таа го роди. Ја исцрпуваме тајната во смисла дека не знаеме може би ние да ја објасниме. И сигурно не знаеме да ја објасниме. Ама учествуваме во неа. Дел сме од неа. Се спасуваме со неа. Еве, гледате како што вие ги држите цвеќите, за кого ги држите? За Пресвета Богородица. И учествувате во нејзината тајна. Тоа е големината на небоземното знаење кое ни го отвори Архангел Гаврил, ама по заповед Божија. Милоста Божија, браќа и сестри, да биде со сите вас. Особено милоста на Пресветата Богородица со сите нас. Затоа што таа е она која се грижи да не останеме смртни битија, туку да бидеме бесмртни во нејзиниот Син и Спасител Господ Исус Христос. Слава ти, Христе Боже, надеж наша.